Дојдовте во Бизнис објектив. Во следниот половина час се фокусираме на состојбите во текстилната индустрија. Бројот на работници драстично се намалува. За една деценија е преполовен. Странските компании го селат производството во Бангладеш и Пакистан, каде има поевтина работна сила. Со нашите соговорници разговараме како да се спаси текстилната индустрија во Македонија, која во моментов е во длабока криза и се соочува со сериозни предизвици за опстанок. Паѓа извозот и бројот на вработени во текстилната индустрија во Македонија. Текстилната индустрија, поготово конфекционирањето, се уште ја поддржува онаа брза мода, која што е ефтина гардероба. Секогаш ги сели своите капацитети некаде во некои други земји каде што работната сила е ефтино платена. Дел од текстилните фабрики ставија клуч. Модната индустрија навистина ќе претрпи голем удар. Оние што ќе успеат по малите конфекции да пробат да направат собствен бренд, па макар и за домашниот пазар, ако за извоз тоа многу потешко иде, можеби ќе останат. 95% од нашите текстилни компании работат лон производство, односно им се праќаат репроматеријали све што треба од странските брендови. Овие само ја користат ефтината работна сила во државата. Беспилотни летала, вештачка интелигенција и дигитален надзор станува клучно оружје на грчките инспектори во борбата против даночната евазија. Земјата сега бележи буџетски суфицит. Изминатите месеци неколку фабрики од текстилната индустрија ставија клуч. Без работа останаа стотици работници. Пад бележи извозот, а дополнителен проблем за кој со децении наназад се зборува е што речиси целиот извоз отпаѓа на лон производство, а само мал дел е собствен бренд. Срѓан Стојанчев ги анализираше состојбите во текстилната индустрија, каде некогаш работеа повеќе од 60.000 работници, а сега има двојно помалку. Дека текстилната индустрија е во криза веќе стана општо место. Индустријата за производство на текстил и облека со години пропаѓа. Се намалува производството, се намалува извозот, се затвораат работни места, луѓе, првенствено жени, остануваат без работа. Се чини дека никој не е заинтересиран да ја спаси индустријата која своевремено беше една од главните извозни гранки. Од друга страна се наметнува и прашањето дали вреди да се спасува индустрија која мака мачи да обезбеди минимална плата за вработените. Текстилната индустрија во Македонија со децении беше една од најважните индустријски гранки. Во нејзиниот зенит во 70-тите и 80-тите години се произведуваше буквално се. Од ткаенини до конци, копчиња и патенти, а се извезуваа готови производи. Во тогашните југословенски текстилни гиганти работеа по илјадници луѓе. Центарот на индустријата е во Штип, кој го добива прекарот македонскиот Манчестер. Со распадот на Југославија и транзицијата, голем број од гигантите пропаѓаат. Производството на репроматеријали речиси исчезнува, а текстилните комбинати преминуваат на лон производство. Односно, странските брендови носат во Македонија се, од ткаенини до копчиња, а тука само се шие облеката. Со други зборови се увезуваат репроматеријали, а се извезува само ефтина работна рака. Околу 2/3 од извозот завршува во Германија, која е најважниот пазар за македонските производи. Сега Германија ги намалува нарачките, а странските брендови го селат производството во Бангладеш и Пакистан, каде што има многу поевтина работна сила, иако се уште заостанува и со продуктивност и со квалитет. Платите во овој сектор растат многу побрзо од цените на услугите и тој јас не може да се надомести ни со автоматизација, ни со штедење, вели Ангел Димитров од Сдруженијето на текстилната и кожарската индустрија во Стопанската комора на Македонија. Значи, ние станавме прескапи за текстилот. И ова не е ништо ново. 96-та година, кога нашиот партнер ја затвори фабриката во Олденбург, тогаш во неговите работнички заработуваа 800 марки. Тогашните 800 марки беа неинтересни, луѓето почнаа да штрајкуваат, негодуваат и тоа ја затвори фабриката, отвори фабрика во Романија, а потоа и кај нас. Пред 5 години ја затвори во Романија, бидејќи стана скапи, сега очигледно го сели производството од овде во Бангладеш, кај што моментално работи тој со 2 фабрики за неговото производство. Истражувањето на Гласен текстилец покажува дека само од почетокот на годинава биле изгубени над 5000 работни места во текстилната индустрија. Без работа најчесто остануваат жени над 45 или 50 години кои потоа многу потешко наоѓаат работа. Кристина Ампева вели дека вината за пропаста треба да се бара и во државните органи, но и во сопствениците, кои, како што вели, направија пари кога беше лесно и ги затворија фабриките кога требаше да се запне.
Ние уште од 2017 им кажуваме на работодавачите од текстилната индустрија дека се уште работат на машините од бивша Македонка и Јастиво, дека немаат направено никаква модернизација во производството. 95% од нашите текстилни компании работат лом производство, односно им се праќаат репроматеријали све што треба од странските брендови. Овие само ја користат ефтината работна сила во државата и тоа е тоа. Значи немаат никаква инвестиција во текстилството. Падот во текстилната индустрија почна во 2010 година, но сериозен удар доживеа со корона кризата во 2020 и 2021. Потоа енергетската криза па војната во Украина. Во доцните 80-ти и раните 90-ти години во текстилната индустрија имало над 60.000 вработени, но тие бројки очигледно се веќе недостижни. Само во изминатите 8 години бројот на вработени е преполовен. На средината на 2017-та, например, имало над 40.000 вработени, но во пандемијата на короната тој број драстично се намалува на 28.000. Од тогаш постојано паѓа за годинава да дојде до 21.000 вработени. Падот во индустријата се гледа и во извозот на текстил и облека. Во 2010-та извозот бил за 120 милиони евра поголем од увозот. До 2018-та растат и увозот и извозот, а разликата меѓу нив се намалува, за во 2021 година тие речиси да се идентични. Од тогаш Македонија повеќе увезува отколку што извезува. Во првите 7 месеци од годинава извозот бил 290 милиони евра, а увозот 338 милиони евра. Односно, индустријата веќе не носи девизи, туку направила дефицит од скоро 50 милиони евра. Клучното прашање што се поставува е дали може и дали треба да се спасува оваа индустријска гранка ако не може да биде конкурентна со минималните плати кои ги добиваат работниците. Димитров не е многу голем оптимист за иднината на овој сектор. Вели дека пробивањето на македонски брендови е многу тешко затоа што искуствата на тие што се обиделе покажуваат дека западните пазари, иако формално отворени, се всушност неформално заштитени за странски брендови и ги протежираат своите. Во производството на облека ќе останат компании кои ќе понудат готов производ, значи full package, комплетно со нивни репроматеријали и така натаму, иако пак ќе го носат брендот на некој европски бренд. И оние што работна облека, значи ХТЗ опрема за полиција, за војска, сега последните тендери за војска се огромни и тие имаат поголеми шанси. Додека модната индустрија навистина ќе претрпи голем удар. Оние што ќе успеат по малите конфекции да пробат да направат собствен бренд, макар и за домашниот пазар, ако за извоз тоа многу потешко иде, можеби ќе останат, но верувајте бројот на работници се уште ќе паѓа. Текстилната индустрија е еден од секторите со најниски плати во државата. Властите велат дека во технолошко-индустријските зони има доволно работни места за да ги апсорбираат сите работници што ќе останат без работа во текстилните фабрики. Амбева вели дека нивното истражување покажало дека само 1,7% од парите од унгарскиот кредит наменети за стопанството завршиле кај текстилни фирми. Едноставно мислам дека властите дигнале рака од текстилната индустрија, што мислам дека е сосем лошо и сосем не во ред, бидејќи еве нека се и 20.000 вработени во овој сектор. Ќе ги оставиме на улица? Претежно се тоа жени. Еве од источниот регион тие се единствените кои го носат лебо дома. Единствените кои што се осигурани, единствените кои што имаат здравствено осигурување. За нив и за своите деца. Значи не се работи сега само за тие 20.000 жени работнички, него се работи за екзистенција на цело семејство. Велат ги имаме тирзовите. Тирзовите, ако мислам странските инвестиции, ако видиме дека дури и Германија се соочува со економска криза, германската автомобилска индустрија некако крахира, кога мислите дека ќе дое тоа тука? Мислам дека државата нема интерес нас да не спасува, туку мисли дека со влезот на нови фабрики во тирзоните ќе ги надокнади овие наши работници кои се губат. Можеби тоа добра одлука, бидејќи таму мисли дека ќе се плаќаат поголеми плати, но тоа е меч со двеоштрици, затоа што целата добивка на тие компании ја изнесуваат надвор од држава, не ја инвестираат во Македонија, туку инвестираат надвор. На текстилната индустрија не и се пишува добро. Ќе опстанат само оние кои ќе успеат да се прилагодат на состојбата. Со оглед на тоа што најскапиот дел од секое парче гардероба е етикетата, односно брендот, најголеми шанси имаат оние кои и покрај сите потешкотии ќе успеат да создадат сопствен, препознатлив бренд.
Текстилната индустрија во Македонија има иднина. Децидна Ирена Јакимовска, собственичка на прилепската компанија Конфи Ангел. Фирмата е основана во 2004 година, а целото производство завршува на европските пазари. Се прават пробиви и на пазарот во Америка, а финансиските резултати се позитивни. Но Јакимовска во интервју за Бизнес Објектив вели дека државата треба да изгради национална стратегија за оваа гранка, иако се потребни долгорочни мерки, во овој момент треба да се размислува и за брзи решенија. Кои се можностите, слушаме во продолжение. Ирена Јакимовска, добре дојдовте во Бизнес Објектив. Добре ве најдов. Еве, за почеток, Конфи Ангел постои 21 година, извозно ориентирана компанија, односно 100% од производството е наменето за извоз. Но како случувањата во Европа, посебно поврзано со царините, се одразија на работењето на компанијата изминативе месеци? Нажалост, не многу позитивно. Ние имавме страшен почеток на ова 25-та година, поготово со нашето излагање на саемот во Франкфурт и она што ни беше потврдено на саемот од дополнителните проекти ни укажуваше на една прекрасна година. Меѓутоа, нажалост, после февруари одеднаш како ветерот да запре и бродот не почна да стои во место, како резултат на тарифите, така и дополнително како резултат на промените кои што се случуваа кај популацијата во Европа во делот на нивни дополнителни снабдувања при евентуален напад и нормално интересот во делот на набавка на текстил генерално, независно дали во домајкинство или за носење се намали и тоа се реперкуираше со негативен епилог. Она што ме радува е што заедно со менаџерскиот тим, заедно со директорите, успеавме да го пренасочиме бродот кон други ветрови. Како го пренасочивте бродот на други ветрови? Ние последните 2 години интензивно зборувавме за настап во америчките пазари, од причини што нашето производство 100% се извезува на европскиот континент и во Обединетото кралство. Во сите земји скоро во европскиот континент поради диверзитет на ризик. Меѓутоа, ја долго уназад овие 2 години зборував дека треба и диверзитет на континент, што искуството ни го потврди и покажа, али на некој начин, знаете, кога добро функционирате, па тогаш го оставате тоа некаде во позадина, меѓутоа јунаците се познаваат во лошото и за брзо време успеавме да се преструктурираме и да најдеме потенцијални нови партнери на америчкиот пазар преку кој што веруваме дека ќе настани промената која што треба да престои во Конфи Ангел. Колку е тешко да се освојуваат други пазари? Па сигурно е тешко, пошто видите, вие треба или да направите дополнување на капацитетите, да станете интересни или да ја превземите работата од некој друг. Тоа не е етично и не е морално. Ние имаме свој принцип на работа, не сакаме во принцип да му правиме никому она што не сакаме и нас да ни се случува. Меѓутоа, она што нас не прави поинакви од другите, го викаме како сервисот кој што им го пружаме на нашите купци. Им го улеснуваме нивниот живот, им го правиме поедноставен и не само што им нудиме крајен производ, им нудиме целосна услуга во делот и на развојот на производот, испитување на пазарите и целосна организација. И од тие причини верувам дека секој потенцијален купец, вклучително и ние како купци спрема нашите добавувачи, сака добавувач кој што ви прави да се чувствувате сигурни. 2024 година има одредено намалување на добивката, но морам да потенцирам дека растот во 2023-та е прилично голем. На што се должат овие бројки? Во 2023 година отпочнавме да работиме како самостолна македонска компанија со 100% македонски капитал и тоа предноста што ни ја даде е можноста да креираме сопствена корпоративна култура. Тоа ни придонесе со зголемување на профитот, меѓутоа во 2024 поголем дел од тој профит го упативме на подобар животен стандард на нашите вработени, што донесе плод, меѓутоа нажалост потоа се појави инфлаторниот период, па тие дополнителни приходи инфлацијата ги изеде. Што значи тоа? Што променивте во? Поголем дел од во буџетот креиравме поголема ставка за нашите работници, поготово за оперативните работници, оние кои што ја ствараат додатната вредност, оние кои што се директно вклучени во процесите или зголемување на
на доместот или промена на коефициентите на работа. Меѓутоа, она што е многу битно како компанија, ние тука не застануваме. Работиме на подобрување на животниот стандард по различни основи, пошто не е животен стандард само вие колку приход земате, животен стандард и колку имате слободно време истиот тој приход да го потрошите заедно со вашето семејство и колку производи можете да купите и каков квалитет за тој приход. Добро е кога компаниите прават профити, меѓутоа од друга страна колку е тешко кај менаџерите, кај лидерите да се откажат од дел од профитот за сметка на животниот стандард на вработените. Конкретно еве тоа ни се случи оваа година и мене ми е драго што ја донесовме со останатите директори таа одлука. Се најдувавме пред раскрсница дали да испуштиме 100 вработени или да продолжиме да работиме по цена и штета на профитот поради лош бизнис циклус. Имено заради не добивме ние откажување на налозите. Едноставно купците немаше побарување од нивна страна. Одлучивме да ги произведиме тие налози поради тоа што нашиот тип на производ нема животен век. На некој начин немавме штета од тој аспект, меѓутоа направивме лош бизнис циклус, сработивме налози кои што треба да се извезуваат октомври и септември. Тоа на некој начин го зајадува профитот, меѓутоа ние по цена и штета на профитот донесовме правилна одлука, 100 вработени да се ги задржат своите работни позиции, тоа се наши вработени, дел од овој екосистем, ние ни значат и не придонесовме негативен епилог во општеството во кој што живееме, сепак и 100 вработени може да предизвика социјални дисбаланси, а си ги задржавме квалитетните работници и гледате секој лошо врви. Помина, па се вративме на курсот на движењето. Она што се забележува во текстилната индустрија е дека бројот на работниците се намалува, драстичен пат има во изминатата деценија, тој е преполовен. Има ли надеж за текстилната индустрија во Една од причините што стварно интензивно се намалува бројот на вработени, мада ние не може е неблагодарно да се споредуваме со конфекционерите на производство на гардероба, пошто ние произведуваме производ кој што е неопходен за живење. Мора да спиеме, а друга сабститут или замена за перница и орган нема. Меѓутоа да, показателите и статистиката покажува рапидно намалување. Ставот што никогаш сме немале национална стратегија за текстилната индустрија, немаме собствена базна индустрија и немаме собствен производ. Конфи Ангел, да, тука му е предноста, има собствен производ, има технички, технолошки процеси кои што ни даваат конкурентска вредност. Како можеме тоа да го инстантно да се помогне во овој момент да се донеси некое решение за да може да вработените во текстилната индустрија достоинствено да си ги дочекаат своите пензионерски денови, да не ги оставаме непосредно пред година, 2-3, знаете, тоа е неблагодарно и е сепак на терет на државата. Сметам дека со оглед на тоа што голем дел од државите во Европа ги зголемија своите воени буџети и сигурно дека во тие буџети е зголемена и количината на набавка на одевни предмети за војниците, ние како членка на НАТО и една од 30 членки на НАТО би можеле преку Министерството за надворешни, Министерството за воена заштита да влијаеме некако да може да имаме пристап како потенцијален добавувач или да добиваме можност за тендери за добавување на НАТО. Ние конкретно во Конфи Ангел веќе се регистриравме и имаме свој НАТО бројче, меѓутоа пристапот до тендерите и понудата не е баш така едноставна и во овој момент верувам дека државата има свој механизми како може да им помогне на компаниите, барем да си ги задржат вработените до известен временски период до пензија, а на долг рок сепак државата треба да одлучи дали смета дека треба да има одредена текстилна гранка. Јас верувам дека треба да има, пошто на нашите простори постојат квалитетни и дизајнери и постојат прекрасни компании, меѓутоа недостасува базната индустрија и репроматеријал. Ние сме 100% увозно зависни од репроматеријали од трети земји, да се надополни тие недостатоци за да може да се стабилизира индустријата на едно соодветствено ниво. Од друга страна, колку сме веќе и конкурентни во однос Па во овој момент со оглед на тоа што ги зголемуваме на доместокот на платата, знаете, текстилната индустрија
поготово конфекционирањето се уште ја поддржува онаа брза мода која што е ефтина гардероба, секогаш ги сели своите капацитети некаде во некои други земји каде што работната сила е ефтино платена. Ние во компанијата Конфи Ангел никош не сме верувале во ефтина работна сила. Веруваме во квалитетна и среќна работна сила. Колку е просечната плата? Па некаде околу 38 до 40.000 денари излегува. Колку се вложува во модернизација и колку се следат трендовите на вештачка интелигенција, на роботизација? Континуирано вложуваме во нова технологија, меѓутоа не по цена и штета на нашите вработени. Одлуката е донесена дека преку новата и модерна технологија и дигитализацијата и автоматизацијата ќе го зголемуваме профитот или ќе ја зголемуваме продуктивноста на трудот, се до моментот додека нашите вработени не стигнат право на пензија. Нажалост не ги заменуваме оние што дат во пензија, пошто еве само што ни стигна машина која што заменува 13 шнајдерки. Меѓутоа, од морални и етични побуди сакаме тие што биле со нас во овие 21 година достоинствено да си го задржат, да си го завршат својот работен век и достоинствено да си ги испратиме во пензија. А сигурно во делот на автоматизацијата за која што интензивно се зборува во последно време многу, дека и ние дефинитивно нема да останеме имуни. Конкретно, еве доколку би постоел модул на вештачка интелигенција за книжење во книговодство, сигурно дека ќе бидеме меѓу првите во кои што ќе инвестираме, пак ќе потенцирам. Не поштета и цена на вработените, меѓутоа би сакале да го зголемиме продуктивноста и да бидеме во тек со времето. Текстилната индустрија се смета за еден од најголемите загадувачи во светот. Што тука работите за да се намали тоа? Ние како компанија уште пред 18 години го отпочнавме процесот на рециклирање, тоа мојот татко го иницираше, покоен татко. А во меѓувреме, благодарение на тоа што е донесен законот за колективни постапувачи во текстилна индустрија, и тука морам да потенцирам дека сме меѓу првите во регионот, формиравме колективен постапувач Тексома, кој што чија основна задача е креирање на инфраструктура и собирање на текстилен отпад како од домајчинство, така од индустриите. Она што е мојата крајна визија и желба и цел е да се формира компанија каде што сиот текстилен отпад ќе се преработува и од него ќе се изработуваат филцеви за ниска или изолациони материјали за ниска и висока градба, така што од се што е текстилен отпад би доделе нов производ со нова додатна вредност и можност за зголемување на извозот. Која е најголемата промена што ја имате направено во работењето во Извиратниот период? Па најголемата промена беше откупот на нашите партнери. Пак ќе кажам, не со цел за да креираме само зголемена додатна вредност и профит, да креираме наша корпоративна култура, која што нас посебно не одликува како компанија, и знаете, секоја компанија е како едно детенце, а ние како личности сме сите индивидуални сами по себе. И самиот процес на откупот, реализација на откупот или креирање на нова компанија со 100% македонски капитал ми даде за можност од кога ги поставив работите онака како што треба, да си се повлечам целосно, оперативно, повеќе не сум оперативно вклучена во процесите и да ја предадам, пошто компанијата веќе е полнолетна и е зрела, и да ја предадам на некој кој што директорот на компанијата Филип Велески, кој што има, викат, сличниот на сличниот му се радува, чија што задача е нормално мојата зацртана корпоративна култура да ја имплементира и понатаму. И во 2004 година одлучивте да ја основате компанијата, која што е сега број успеси. Како дојде до таа идеја? Тоа беше многу случајна средба помеѓу мене и партнерот тогашен Макс Моријусев, кој што беше дојден во Македонија да потпише договор за формирање на таква компанија со други представници. Меѓутоа, после неуспешен договор, само дојдеа со мојот брат кој што живее во Лондон да пиеме чајче и одеднаш ме праша дали сакам јас тоа да го работам. Мојот одговор беше да. Морам да кажам дека тоа да е големо, знаете. Имате искуство? Не, никакво искуство. Јас имав само бутик, носев гардероба од Лондон. Тоа да, често пати донесло многу жртви, меѓутоа донесло и многу убави моменти. Она што дефинитивно знам дека не постои успех без давање на огромни жртви и целосно посветување.
Ирина Јакимовска, благодарам што зборувавте за бизнисот. Молим ви, благодарам и вас. Чао. Грција, некогаш символ на економска нестабилност, денес е пример за дигитална реформа. Од селските продавници до центарот на Атина, готовината се заменува со картички, а даночниот систем со технологии, беспилотни летала, вештачка интелигенција и дигитален надзор станува клучно оружје во борбата против даночната евазија. Земјата, што пред деценија беше пред финансиски колапс, сега бележи буџетски суфицит. Кристина Кузмановски ја има анализата. Со децении, грчката економија беше дефинирана од неефикасност и даночна евазија. Дури и денес во продавниците во соседството, многу трансакции се уште се извршуваат во готово. Но промената станува видлива и на улиците, со тоа што пластиката ги заменува хартиените пари. Дебитните и кредитните картички во општата популација на Грција достигнуваат рекорди. Конкретно, според податоците на Банката на Грција, објавени во нејзиниот неодамнешен извештај, активните платежни картички во Оптек изнесуваат 20,7 милиони на 30 јуни годинава. Собственикот на продавница, Андреас Јосифидис, вели дека летниот туризам носи поголема употреба на картички, дури и само за мали суми. Αρκετή χρήση γίνεται και με κάρτα. Πιο μεγάλη χρήση είναι με μετρητά. Αλλά αρκετή χρήση και λόγω τουρισμού που γίνεται το καλοκαίρι που είναι πιο πολύ, είναι με κάρτα. Και για ελάχιστα ποσά, μηδαμινά. Граѓаните на Грција ја поздравуваат практичноста на дигиталните плаќања, бидејќи повеќе не треба да носат готовина. Υπάρχει μεγαλύτερη ευκολία να μην μεταφέρω μετρητά χρήματα και υπάρχουν και κάποια μικρά ωφέλη μέσω τραπέζης. Во текот на кризните години, меѓународните кредитори воведоа казнени мерки за штедење во замена за 3 огромни пакети за спасување. Населението на Грција длабоко ја почувствува болката, платите беа намалени, компаниите се затворија, а економијата изгуби работни места. Постојаниот притисок од кредиторите ги принуди последователните влади да модернизираат еден од најслабите даночни системи во Европа. Хартиените досиеа и факс машините исчезнаа. We worked on it with dedication and persistence in order to change things, increase compliance, use digital tools in order to improve our efficiency, combat tax evasion and reduce the VAT gap. So we introduced the continuous transaction control system, electronic invoicing, interconnection of POS machines with cash registers, better monitoring of the whole system, more targeted audits, along with continuous discussion about why we need to be more responsible when it comes to our tax obligations. Пред една деценија, семејствата во главниот град на Грција се собираа во поранешен трговски центар во индустријска зона на Атина. Денес, трговскиот центар го нема, а на негово место е седиштето на независниот орган за јавни приходи на Грција. Зградата содржи дигитален команден центар, што символизира национален пресврт. Таа е преполна со инспектори кои ги бркаат даночните измами. Им помагаат беспилотни летала, преноси во живо за надзор дури и од грчките островски пристаништа и од далечените земјоделски села. Аналитичарите следат милиони трансакции во реално време и ги нарушуваат нарачките кај бизнисите, означени од алгоритми за висок потенцијал за нелегална активност. Новата технологија го преосмисли даночниот систем на Грција, кој некогаш беше синоним за неефикасност. Дигитално овозможените реформи помогнаа грчките обврзници да се вратат на инвестициско ниво. А Грција, некогаш сметана за финансиски отфрлена во Европа, сега има буџетски суфицит. Земјата беше една од само 6 земји членки на Европската Унија, кои забележаа буџетски суфицит во 2024 година по дефицити со децении. Импулсот продолжи и оваа година со владини приходи кои ги надминаа целите до август. We saw how what we have done over the years has helped the country to increase its ratings
We got investment grade also because of that, thanks to the work that has been done. And this is also a very powerful argument to the Greek society, as I said, that being tax responsible is actually beneficial at the end of the day. We earn more, we don't lose more, we earn more. This gives rooms for tax reform. The government has announced very recently a very, I would say, abundant tax reform. This was made possible due to the fiscal space that was created all these years because of the fighting of tax evasion. До ноември од сите бизниси ќе се бара да го прифатат ИРИС, грчки систем за моментално плаќање сличен на Venmo во Соединетите Американски држави. Напредокот на Грција е пример за тоа како кризата може да ги забрза реформите, велат набљудувачите. Се очекува понатамошната интеграција на вештачката интелигенција во системите на даночните власти до 2026 година да го забрза овој процес. Јасно е дека текстилната индустрија во Македонија е пред голем предизвик, но има потенцијал. Со поддршка, инвестиции и јасна стратегија може повторно да стане важен дел од економијата. Благодарам што следевте Бизнис Објектив.